Министерката за образование Весна Јаневска изјави дека доколку во иднина не достигаат учебници, одговорноста е кај директорите, бидејќи Министерството обезбедило средства, програми и печатење. Таа не се согласува дека има политички влијанија при вработување, иако призна дека во минатото имало злоупотреби. Најави продолжување на оптимизацијата на училиштата поради намален број ученици и побара директорите да обезбедат активности за зачувување на наставниот кадар. Советот на амбасадори го анализираше извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија и оценува дека тој има голема важност за понатамошниот европски пат. Се поздравува напредокот во надворешната политика, одбраната, усогласувањето со регулативите и дигитализацијата, како и соработката со граѓанското општество. Но се укажува на недоволен напредок во владењето на правото, независноста на судството и борбата против корупцијата. Советот повикува на поинтензивни и мерливи реформи, политички консензус и функционална администрација за забрзување на евроинтеграцијата. Економисти предупредуваат дека ако минималната плата во следните 2 години не се покачи на 850 евра, а просечната на 1200 до 1500 евра, Македонија ќе остане без работна сила поради иселувањето и нискиот стандард. Синдикатите велат дека барањето за минималец од 500 евра е веќе застарено. Работодавачите признаваат дека ќе мора да нудат повисоки плати за да задржат работници. Инфлацијата дополнително го намалува животниот стандард, а експертите бараат итни мерки за спречување на понатамошен одлив и економски застој. Шефот на мисијата на ОПСЕ во Косово, Джерард Меккурк, ја пофали Централната изборна комисија и сите вклучени во спроведувањето на вториот круг локални избори во 18 општини. Тој истакна дека професионалната и посветена организација го зајакнала демократскиот процес. Меккурк им честита и на новоизбраните градоначалници и порача дека нивната работа со заедниците започнува веднаш. Грција воведува дигитален систем кој ќе ги спречи странските возачи да ја напуштат земјата со автомобил доколку не платиле сообраќајна казна. Царината ќе добива податоци во реално време според регистарските таблички, а плаќањето ќе се врши на самата граница, на аеродромите и пристаништата. Целта е да се спречат избегнување на казни и да се воспостави еднаков третман за домашни и странски возачи. Приходите од казните ќе се користат за подобрување на патиштата. Генералниот директор на BBC, Тим Дејви, и шефицата на вестите Дебора Тернес поднесоа оставки по критики дека документарец на BBC погрешно го прикажал говорот на Доналд Трамп од 6 јануари 2021 година, изоставувајќи дел каде тој повикува на мирни протести. Критичарите велат дека уредувањето создало погрешен контекст за улогата на Трамп во настаните. И двајцата директори ја презедоа одговорноста, но Тарнес негира дека во BBC постои институционална пристрасност. Трамп јавно ги поздрави оставките и ги нарече победа против лажните вести. Супертајфунот Фунгвонг ги погоди Филипините, при што загинаа 2 лица, а околу 1 милион луѓе се евакуирани. Бурата со ветрови до 230 км на час го зафати северниот дел од островот Лузон, носејќи поројни дождови и штети. Ова е 21-та бура годинава, додека земјата се уште закрепнува од тајфунот Калмајки. Погодени се провинциите Лузон и Источен Висајас, а неколку аеродроми се затворени. Се очекува бурата да ослабне додека се движи кон Тајван. Денес ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат поројни и пообилни со услови за појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Во Скопје ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, пообилни попладне. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, објави управата за хидрометеоролошки работи.